Во една демократија, значи се знае што е извршна, што е законодавна, а што е судска власт. И тенденциите за спојување на властите во една и концентрација на моќ, каква што е премиерската институција, значи сега ние не зборуваме за личноста Мицковски, туку за институцијата која што ја води Мицковски, а премиер, не би смеело така да такви излети да се дозволува. Во спротивно, ќе имаме оправдан впечаток дека или станува збор за елементарна неспособност и непознавање на основните постулати на демократијата, или второ, дека јасни тенденции за упад во сите институции има. Веќе имаме јасни и многу прецизни индиции за узурпација на сите три клучни полуги на власта. Првата е во законодавниот дом, да ви кажам. Во законодавниот дом деловникот се прави партал. Во судската власт истото се прави. Во судскиот совет сопруг и братучер на највисоки функционери имаме. Потоа се прават притисоци во судството во секоја прилика не испуштаат од ДПМН да направат индиректно заплашување на судството. Тоа е со судската власт. И со извршната власт, веќе, тука, најмногу примери има.